накратко само ќе имаме едно кратко излагање на оваа тема. Прво, доколку сакаме статистички, да кажеме, или по оценки да се надмудруваме кој извештај бил подобар или кој бил послаб или кој бил поволен, имаме еден компаративен преглед од Собранискиот парламентарен институт, кој што ги дава збирните оценки како квантум и нуди еден пресек. И тука имаме една табела од 2015 до 2025 година, во која што се гледа дека по оценките најслаб бил извештај од 2016 година, кога средна оценка имаме 2,94, а најдобар до сега сегашниот извештај со 3,11 како средна оценка. Но генерално распонот се движи од 2,97 во 2015 до 3,11 во 2025 година. Но повторно ќе истакнам неколку работи. Прво, ги прифаќам забелешките она што беше споменато од амбасадорот Рокас по однос на реформите во правосудството. Ние како политичка номенклатура која што доби мандат, меѓу другото, и за да спроведе вакви потемелни реформи, имавме една замисла за структурно, методолошко и кадровско обновување на Републичкиот судски совет. Но потоа веднаш имавме реакции и од домашни и од меѓународни актери дека не треба да се прави таков радикален потек. Ние ги послушавме тие забелешки, не го направивме тој радикален потек. Еве го Републичкиот судски совет и денес со перформанси кои што не може да бидат посилни од тоа што биле пред 2, 3 или 5 години. Тоа е методологијата на работа, тие се членовите и без разлика дали ние сме изгласали или не сме изгласали интерпелација, тие немаат капацитет да го сменат нивниот начин на прифатено однесување или улога во судскиот систем. Втората работа што исто така сакам да ја споменам е политичкиот дел на евроинтеграциите. И ќе напоменам, Европскиот парламент и Европската комисија секогаш биле сојузници, зборам во мнозинство, на процесот на проширување на Европската унија. Тоа е неспорно. Но не и сите земји членки. На крајот, одлуката за тоа дали проширувањето ќе биде приоритет ја носи Советот на Европската унија. И таму една, две или три повлијателни земји членки на Советот на ЕУ можат да одлучат јавно или подискретно дека процесот за проширување не е приоритет. И ако се сеќавате, ние денес збориме за блокадата од страна на соседна Република Бугарија, но првата блокада во 2018 година дојде од Француската република заради менување на методологијата. Таа методологија која што се смени може да ве носи до интеграција и да ве врати назад на првостепениот колосек. Очекувам дека опозицијата ќе има критичен тон кон власта по однос на овој извештај, но извештаите фактички ја постигнуваат таа цел во македонското општество. Да имаме внатрешна неусогласеност, да имаме понекогаш и внатрешни политички тензии, кој помалку или повеќе направил, но големата слика за членувањето во Европската унија сепак не зависи во неголема мерка ниту од Албанија, ниту од Србија, ниту од Македонија, ниту од Косово, ниту од Црна Гора, ниту од Босна и Херцеговина. За жал, многу ми е жал што се случи војната во Украина, но за жал оваа војна предизвикана без било каква причина од Руската Федерација беше импулс за процесот на проширување на Европската унија да се врати и на масата на оние земји кои што беа скептици за самиот процес на проширување. И испаѓа дека Европската унија не ја води агендата за проширување, туку реактивно ја следи. Кога ќе се создаде некоја голема геополитичка турбуленција, тогаш процесот на проширување добива на одредена динамика. И тоа не е мериторно, туку е со геополитички иницијатива.
И за крај, тоа што сакам да го споменам е изјавата на премиерот на Албанија Еди Рама, дадена пред неколку дена. И мислам дека ќе се согласите дека оваа изјава треба навистина посериозно и во целиот регион да се анализира. Тој вика Албанија е спремна да се придружи кон Европската Унија со откажување од правото на вето, да се придружи кон ЕУ со немање на комесар во Европската комисија, друга земја членка на ЕУ, во случајов Италија, би ги застапувала интересите на Албанија, и да прифати интеграција во членство без полноправно одлучувачко право на Албанија во Европската Унија. Ние можеме да мислиме што сакаме за премиерот на Албанија, но тој не е ниту неискусен, ниту е наивен политичар. Овие негови забелешки се дадени затоа што од страна на ЕУ и Албанија, како и другите земји во регионот, многу добро ги имаат примено сигналите дека во моментов во ЕУ не постои консензус за полноправни нови членки на Унијата. И секој гледа да се прилагоди на некаков начин, да влезе во фаза на поголема интеграција, знаејќи дека не може да биде полноправна членка на Унијата. За жал, тоа е реалноста, но ако имаме пријателски однос помеѓу нас и партнерски помеѓу земјите кандидати и самата Европска Унија, треба да бидеме искрени, да го кажеме тоа и да се прилагодиме на таа динамика. Не е ништо страшно ако се каже отворено дека Европската Унија е заморена од нови полноправни членки. Тогаш кандидатите ќе се спремат на подруг начин и ќе се утврди кое ниво на интеграција и партнерство е можно за да биде взаимно продуктивно. Наместо да имаме вакви копи-пейст во голем дел извештаи и да имаме дежаву политички пораки за кој е подобар или послаб ученик, како што имавме во изминативе 20 години. Јас толку би имал и благодарам за внимание.